parcelacija na delu DLP DMRKP je donesen sa odluke od 1985. godina, tehnički broj 384 i 383, katastarska opština DMRKP od DMRKP. Točka broj 2. Predlog programa za izmene i dopuna programata za izraботke urbanističkih planova i opština DMRKP za 2023. godinu. Točka broj 3. Predlog rešenja za davanje saglasnosti za izmene na godišnjem planu za završavanje od 2023. godine na opština DMRKP. Točka broj 4. Predlog rešenja za davanje saglasnosti na godišnji plan za završavanje od 2024. godina na opštinsko osnovno učilište Divče Angelov Gabriel od DMRKP. Točka broj 5. Razgovorje na varanje fizički i pravni lica. I kako točka broj 6 predlagam da se dodade točka ta koja što беше neposredno пред ова седмица на Совет изгласана од Комисијата за верификација и мандатни прашања за одземање на мандат на член на Советот на општина ДМРКП. Точка број 6. Дали некој бара збор по однос на дневниот ред? Бидејќи никој не бара збор, предлагам да гласаме за дневниот ред. Кој е за? Едногласно 8 гласови за. Ти треба да изшири тази си. Снима менчето следе и ще прави записник. Дневниот ред е изгласан. Пред да преминем на точките од дневниот ред, предлагам да гласаме за усвојување на записникот од претходната одржана седмица, 21-та, редовна седмица на Совет на општина ДМРКП. Дали некој бара збор однос на записникот од претходна седмица? Никој не бара збор, веќе никој не бара збор, предлагам да го остави записникот на гласане. Кој е за? 8 за, записникот се усвои. Преминуваме на точките од дневниот ред, точка подреден број 1. Предлог одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација на делот ДУП ДМРКП донесена со одлука од 1985 година со технички број 384/83, катастарска општина ДМРКП од општина ДМРКП. Опубликуван од ръководителот на урбанизм. Кралот ДМРКП има детелен план од 1985 година, поголем дел овој план покрива и еден дел од ДМРКП кој што е во наслова 11 октомври има постоечки план од 85 година кој што не се одвестува со секашната состојба и со потребите кои што ги имаат фрегјаници. Со овој урбанистички проект со план за парцелација, овој офат се организира и се дават можности и услови за идни догради, градби и формирање на гражни парцели кои што се во граници, повеќето во граници на собствени парцели. Значи, овој план ги помина сите фази во постапката за урбанизација и веќе ставено до својот предлог одлука за донесување на овој проект. По детална локација
граничи со локацијата кај што беше актот. Благодаря на тој. Дали некој од советниците база збор, дали има прашање? За ова точка, малко да појасним, последниот ред од улица 11 октомври. Тоа е на улици Наслови и 11 октомври има повеќе краци на улици. Значи, тоа е ова е последната улица која што е почнува од Марија Лазов до Поповски. Да. Значи, тој е последен ред кој што имавме давање од страна на неколку градини од тој ред на населението, кој што дава за формиране на градски парцели, бидејќи нивниот имот не соодветствува со планот и дава потврдување на границите на нивните парцели со градски парцели и можност за да добијат услови за доградби, напредби и за некој да оформуваат. Значи, со овој план фактички се решава делот од ДНК кој што има стари планови, не покрени со стари планови. На комисија имаме една забелешка за режените цедини. Пак дискови кои што веќе се поминати од употреба и ја мислам дека и советот Зоран даде предлог за линија да не се режат дискови. Туку да ни се праќа во некаков електронски формат графички приказ. Тоа е графички приказ на... Да, тоа е графички приказ на плановите кои што гласам сега. Да ги добиме на мейл, дали е по PDF формат, дали е во некоја си програма, но претходно да добиме известение да треба да се сине. Бидејќи веќе и персоналните компјутери нема читачи за цели. Значи, мислам дека сите се согласуваме, ако сме сите сложни, за да се знаат од ръководството од општината да не го правиш. Нас не е полесно за тоа ќе се како видиме на име. Веќе никој била тоа персонал се содржи да може да се прочитаме свето, да се содржи како комплидоване, например, ја се содржи план за деня, меѓутоа по-украсно, другите значи нефункционално и прекам во PDF формат на мейл адреси, така да е поедноставно. За да се поедноставно, така и тоа што има предок ваков за да може да... Мислам дека нема некој кој треба се сите изјаснуваат. Тоа е завидно. Дали некој друг бара збор? Никој, да гласаме од точка број 1 предлог одлука за доставување на месечен проект со план за парцелација. Кој е за? Член 8 за, едногласно точката е усвоена. Преминувам на точка погледен број 2 од дневен ред. Предлог програма за измена и допълна на програмата за изработка на урбанистички планови на општина Белокапија за 2025 година. Повторно давам слово на ръководител за урбанизационни. Благодарам. Значи, со ова измени допълна на програмата за изработка на урбанистички планови ја допълнуваме програмата која што не е годишна за 2023 година. Во глава 5 во точка донесување на урбанистички проекти се додават три нови точки кои гласат урбанистички проект во Нофац на урбанистички план за формирање на градски парцели со основна класа на намена Г2, лесна преработувачка и помалку за градска индустрија на КП-72, дел од КП-73, дел од КП-74 и дел од КП-75 кај утврдува општина Динакар. После со точка 26 урбанистички проект во Нофац на урбанистички план со намена Б5.1 хотелски комплекси на дел од КП-1057+7, дел од КП-1052+2, дел од КП-800, дел од КП-799, дел од КП-803, дел од КП-797, дел од КП-796, КП-798, 801, 802, 805 и дел од КП-795+7 во крел Динакапија, општина Динакапија и со дополнен со точка 27 урбанистички проект во Нофац на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Б5.1, хотелски комплекси на КП 5549 и дел од КП 44
Капи, општина Беле Капи. Овие локации се значи документи се направени врз побавење на инвеститори кои што секој запослена локација барат да се усвои да се одобри инициативата, да се дополни во програма и да се продолжи со постапките за организација. Толку сега кажувам за посебно за 25, за точка 25, значи логични проекти за Г2 во Пржева општина Беле Капи. Тоа е локацијата непосредно до Кучка Беле Капи, каде што инициативи има поднесено од фирмата Корона за изградба на обекти со намена Г2. Значи тоа се за лесна индустрија. Тука, значи, покрава парцела има уште две парцели, но постапката за другите две ќе следи исто како за Кучка Беле Капи, Пржева. кај Пржева, да, Кучка Пржева. Се извинувам ако Кажа кажа. Кучка. Значи, кај тој однакова се исклучуваме од М1 автопатот, стариот автопат, кон Пржево, значи на почетокот лева страна, локацијата е тоа. Точка 26 за логички проекти во офат на логички план со намена Б 5.1 хотелски комплекс на КП 1057 и останати во Код Беле Капи, ова е на Кучка Беле Капи. Значи ова се од новата која се исклучуваме за Беле Капија, одно десна страна пред хотел Вердис. Значи таа е приватна, има приватна земјиште и мислам дека ќе има дели за доформување. И точка 27 логички проект во офат на логички план за уредување земјиште со намена Б5.1 на КП 5549 од КП 4480 каде ми капи ова е во непосредна близина на рибника Акватика. Значи збориме за локацијата кај што има рибник Акватика каде што има објектот. И од објектот до што е во непосредна близина на базените. Измега. Значи ова е одна граничи, значи кога се оде по регионалниот пат за Бесица, кога се исклучува од регионалниот пат кон рибник Акватика, тој е одна граничи од левата страна. И оди до нивната собственост. Значи рибник Акватика има објекти, базени, помали базени, и после има појас, и после појасот се обонет тие поголемите базени кои што се за обидување на риби. Значи ова станува збор за локација која што е во природна собственост и е до појасот кој што е помеѓу од поголемите базени и локацијата што е на рибник Акватика. Не знам дали зашто за тоа беа пратени цедините. Хотот да сака да инвестират, значи по тоа што не кажено на нас околу 1 милион евра, сакат инвестиција да направат, кај што тој цел дел кај што рибната, сакат да направат како хотелски комплекси за престој за бунгалови, спа центри, за терени исто, спортски терени. Проектот инвеститор од која? Фирмата е Color Master Export Del Skopje. Не знаем фирмата која е. Дали некој од своите се два разбор? Јас би сакала да ми опишете постапката како следи натаму, значи ако ова влезе во програма, што следи во натаму? Значи ова е прва иницијативата од страна на Комисијата за урбанизам е одобрена, че иницијативата по тоа што ги гледаме по законот за урбанизам и по правилниците, сека мислам целата иницијатива е во ред. Не нарушува некои што се ниту средина според нас. И после иницијативата е ова што е измена и дополна во годишна програма, после доколку има интересување нова програма,
постапка во урбанизам. Значи тоа е во софтверски апликација и урбанизам, каде што сите постапки се водат таму, отворено. Првите постапки се со податоци информации за сите институции, се барат условија за планирање од Агенцијата за prostorno планирање. Од кога ќе се добијат, што тие се зима, се прави проектот, тој се излага проектот, се бара мислење повторно до институции и после тоа е повторно на свет. Може ли да се случи, например, тоа што е сега од ова префатено од Комисијата за урбанизам, потоа кога ќе се донесе проектот, може да се случи, значи, да има недостатоци у проектите да се повторят? Обично што се случува, значи кога ќе се приберат податоци и информации преку PIM система, тие информации планерот кој што е фирма лиценцирана, тие сите работи ги стават во еден проект. Тој проект после тоа оди на мислење. Значи, поднесувањето на мислење до сите институции и враќањето назад на мислења, доколку има забелешки, се должни да ги впишат во унишкиот проект. Доколку не се впишат, тоа ще има негативно мислење, проектот не би можел да продолжи понатаму. Значи, секоја институција, секој мислење зависи и затоа овие поставки се претежно долготрајни, зашто секој се јава нека институција да дополни и да измени нешто. Ме интересира дали, например, ако се уочи некоја повреда на речиме на природната околина на екологијата, дали тогаш тој што е инвеститор има врска да го среди тоа, да го поправи, да се прилагоди према барањето на... Значи, кога зборам за институции, во законот се напишени кои се институции и од рамките на Министерството за животна средина, од култура, што е Агенција за prostorno планирање, катастар се произнесуваат, сите кои што имат инфраструктурни објекти исто така. Министерство за земјоделие, значи без никоја, без добиено позитивно мислење од било која, значи ние нема да одиме на одобрување, значи ни продолжување на поставка. Значи мора претходно да се решават сите. Значи, за да се изградат овие комплекси и објекти, што е tako е, значи, од интерес на општина Великапи, значи, ќе биде исправно, без повреда, без уништување на природата, без еколошки катастрофи. Сето тоа ќе биде, значи, корисно на Великапи. Обично првиот, значи, уште на самото прифаќање на иницијативата која што е направена од Комисијата за урбанизам на општина Великапи, кој што имаме и надвоишен член од општина Великапи, ги гледаме дали е според закон и дали се нарушува некој правилник. И се прават корекции. И во текот на поставката се знае да се прават корекции. Се со цел подобрување што е на логичката документација и се со цел отстранување со некои што е неправилности доколку има. Бидејќи ако има неправилност во самата документација, некој може да извади одобрение за градење и ќе се случи со подносопрошна поставка за добивање на одобрение за градење. Бидејќи целата урбанизација е потребна со цел да се создадат услови што е и насоки кои во иднина проектантот кој што ќе проектира оваков објект ќе треба да го прави. Значи ќе ова некако извод, што викаме не извод од урбанистички план, кај што сите податоци што се внесени во овој план ќе бидат пренесени во проектот. И овакви инвестиции се покупуваат со стратегијата која што има целата ни и во стратешките планови ние развој на туризам и развој на Великапија, на локалниот економски развој. Ова е една од тие алки, например, кои што се потребни да се направи. Значи, целата на инвестицијата е во согласност со стратешките планови.
Все пак е во прави за неразреден туризм. Да, туризмот, вработување. Па, по тоа кој што они планират, по тоа што на нас сам презентирано и ono изво инициативата стои, кој што ќе инвестират во бунгалови престои на туристи и содржини кои што ќе ги обслужуват, не само туристите, туку и било кој што е кајн. Значи, ние имаме обекти кои што во Демократија се наменети и за туристите, но секој од нас може да и туристи. Сега вие се точки, че бъде повторно да ги развиваме. Вака, значи, зашто прошлиот Това е програма. Да, прошлиот пат сите точки беа ставени, едната резервирана точка не беа изгласени сите три. Ние според законот кој што гледавме и во консултација со други општини не ги контактиравме сите нормално, но една од општините ни беше укажано, например, како они се соочили со ваков проблем и како тоа било решено. Зашто кога се носи измени дополна, еднаш се носи на совет. Не може за секоја посебна измена. Значи, ако има точка на дневен ред измени и дополна на програма, таа е една точка. Но доколку некој од советниците смета дека некоја точка треба да биде исцелена, треба да се гласа посебно за тоа. Ето да ми беше тоа да бъде допълнуване на програма. Дали вие видите точки како колеги, бъде пак на разговори на некоја наредна седмица. Во наредна седмица ќе дојде како што беше ова, например, проект за план за адаптација. Тоа се приклучи. Сите логични проекти планови се да си почнеме другите, за да не почнеме другите точки, за това ми комбинирате сега. Това ми беше. Добре. Дали кој го разговор? Не. Добре, ова е комплетно иста точка од минатата седмица. Само си изминам Да помалку да направи. Значи, разликата няма кажа од прошлиот пат, бидејќи ние побавивме од организам, сепак да се направи корекција на планскиот оферт, каде што делот кој што ми беше на нив предвиден за паркирање, како јавен простор, и што им беше ставено во граждан парцел. Ние побавивме да ги земат од граждан парцел тој дел, и тој дел да не бидат принудени да водат посебна поставка до оформување на граждан парцел. Значи, там имаше дел за паркинзи. Значи, он тој дел го изфрли, така да ја коригира што е инициативата и е на нив кој му се дел од поставката нема потреба да ја кава до оформување, целта му е иста така. Так паркирање што е јавен простор. Мислам за паркирање. Зор. Тоа не минате пак истото беше, истото го градите, затоа што не се согласуваме се сите три точки. И го треба точка има разлика според вас там, да се зашиваме. Затоа, ние вратихме со цел изфрлување заради третата точка за заштита на животните средина, заради реката, така натаму заштита порачува. Проблемот беше во една точка. И няма никаква разлика да сега дадено има направено или не направено. Нас не се сите точки пак заедно дадено. Така да ја говорила и своето може своето да донесе одлука и да ви пражда общата организација вас како ръководител. Дали може своето да донесе одлука за да поминат да влезат во пред програмата 25 и 26 со изземени на 27. Тоа би требало да може. Вака се, значи, тоа што го спомнав прошлиот пат во едно од консултираните општини баш тоа го имаше направено. Но прашањето е, бидејќи ова поставка не нарушува животна средина. Значи, тоа и комисијата го гледаше. Значи, може и вие повторно да чакате да се... Да, значи не нарушува нешто за да почне некоја инвестиција. Зашто ние како организам и не сегашна
обаче и Словения. Значи он няма да граде, как си граде на някакво место. Не е проблем, че Това локация е наново. Ма не, замисля локацията. Значи он се прашаме най-вероятно, защото и всеки инвеститор не е лажно, бидейки кога инвестира в нещо, сака да видим, що инвестира. Защото видел локация, която е можна, прашал, но и нас не прашал, защото вика дали се Прашал приватни, да си ги купил приватни, после ще кажете. Всички купуваме, дали от приватно всички купуваме. Държавно землище приватни случаи парцели. И купили се, сега да ги Приватни се, ако гледаме всички се приватни. Вместо което ще знаме празно место, няма нищо там. Няма вегетация, няма нищо. Няма. Значи, Точно нищо. сега не... Значи всички купуваме, значи всеки инвеститор купуваме. Дали ги купувате публик инвеститор, дали приватни. Сите обещате тук и сите до сега ще сме имали инициативи, сите се или купиле, или война ги купуват. Дали от публик инвеститор, дали от приватно ще. Това е една работа, сега дали купил от некого или не. Но кога се опали от нашия мест, не навлегуваме в този дел. Дали он веќе е претходно, значи навлегуваме в това дали инвестицията е вовет или не е вовет. Како, зашто ако гледаме така, сега организация може да се каже дека нарушува некоја съдия. Ами, приватна собственост е Които да изградиш, после да нарушуваш нещо. Прашате ли още да дали сега не го продавам? Ние, тази нас се каша. И аз като ръководител на сектора, и аз им рекох. И аз като ръководител на сектора им рекох, че от юридически аспект няма пречка. Ние и комисия ще гледаме и на грешка, ще не погледа това. От юридически аспект няма проблем. Това приватност на собственост е съвсем друга работа. Това дали, защо и общата как я организира, ама и всеки си финансира физическо лице или правно лице за организация. Значи, ако он сака некъде да организира, ако е на Република Македония, ќе се отпрати граници. Ние на сметка на това ние ќе организираме. Он и ќе купат. Ако види нека локация, която ще е приватна, ќе я купе, за да биде сигурен дали ќе може за инвестиции за организация. Значи, самото организиране почва да време така. Значи, тия инвеститори, значи, всеки било, който ќе финансира, сака да е сигурен. А кога е най-сигурен? Кога има собственост на землище. Ние имаме случай, където инвеститори имахме случай таков, инвеститори имахме, който ние организирахме и после ние се плащаме дали ќе се появи на лицитация, дали него време не се откаже от тази инвестиция. Защото това нещо може да е по-сигурно. Той и предал там атрактивен станува за всички инвеститори, си гледат двата ректа там, имаше ten спор за разправяне за Кейгуна до Стар, там той дел, веднъж се разправяне на Солът и там сака. Той е за дед ваша беше. Значи той дел, след го гледат потенциално, али пак ще се наруши, ако един обект, и трет ще сака, това след ще стане индустрийска зона, и цета река. Значи ние се не правим мале за индустрийска зона. Не е говорим за индустрийска зона, защото точно това беше иsto за индустрийска зона, ама никъде край тока обекти на тока в пост. Тук се разбор за... Не че се намижат там, Ние парцелата судия, два нива парцела не е върху шума. Това ще всяка да защити, къде ще стане преди, къде ще големи ценки, големи шума. Да, ovo je čisto, znači nema ni šuma, nema ni drugih. Това парцелата от вчера е било лози. И други лози е било зарство, то са тия пестициди, хербициди, ще се изтруват пестициди, за да бъдат проекти, за да бъдат съдими така защити. Ние сме отворите отделече на най-малко стане. Се съвпадя с стратегията на добрия писателно политически да се разбираме и трябва да му се даде множество туристът да видят, що е обалото на Великопия. Ако е там заместено за Богал и базени, това не е никаква лоша идея. И добре ще се публикува делът от
и ще има еден програмар там, значи да него се дозволи да се урбанизира. Той не е возвод, ставам това. Това е, и аз ги погледнах, миналия път бях против, ги погледнах и другите, значи Г2 парцелите ще са урбанизирани сега 200 метра от това парцела, ние сте висини. Реката е на 100 метра, може и повече 100 метра. Значи това, нали, екологията си е съвсем друга грана, както че се отразя това на пата от пешешката зона. Не, затова сакам да сите произясните се гласно, защото искате за там. Я мислям, дека река няма да биде ощетена. Може да биде, али еден от нарушенията разникна там. Това са предпоставки, един мушен. Ама нека има. Ама не нека има. На местодина, това ще влияе докато долу мирата. Това е пригодност, кой сега не се продаде. Никой път няма да биде земеделска община, че биде туристическа. Няма много земли, няма много потенциал там. Болести и паче вози, що са часа. Коридорът ще не е нарушен, ще когато се тръгне от Бунева, ще бъдете на Стария Бунев, къде ще се прави футболско играще. Там има улица, която ще води право, поминали с плантажите и това школа се урбанизира, двете процеси, коридорът повторно се разследва. И той коридор се оден се на Бъргемар. Значи има голема ширина, не е само неща тесна, значи там е Бъргемар има голема ширина, поготов е или като краева локация, там е най-малко 20 метри и повече в широчини. Той коридор се оди до Светотеса. Значи той коридор въобще е държавна, община. Там се минули канал, фекална канализация, пати на зимен пратница. Значи той да не се начува. Реката е после отворените базени. Значи ова е коридорът, който ще разбора. Има ще отворени базени, те големите, които ще се на реките Карпатика, тека е реката. Реката е скоро да се надявам, че далеко от реката. Трябва да дури, че не са да се Айде, да, се обидира малце. Значи, ovo je na naslov, predlog programa za izmjena i dopunu na programu za izraботване на уrbanistički планове. Значи се прави измена и допълна на веќе постоечката таква. Но човека постоечката там не е предвидено такво нещо. Това се яви измилио. Значи ние ова не ги предвидихме пред много години. да се увидимост на землище до река. Не, коректно. Сега, знаете како мислам дека не сум против, нека се гради, се прави нещо, нека е много за да е окей. Мисля, примерно било землището, може да се го продаде, вам да, ама не е урбанизирано. То не е урбанизирано, за да се гради такво нещо. Аз сега си найдам хубаво место, си найдам приютник, си купам, пак и дойдам тук, урбанизирани готови, защото аз се градам хотел. Значи трябва да е урбанизирано, да знаеш там дали не се гради това, за да знаеш дали да го купиш, а не да го купиш. Ние одиме от един обратен редослед от това, защото трябва да кажем. Значи, секојаш општината не може да предвиди дали на тази локация некој сака да инвестира. Ама предлог програма, програма, там са там по-тоски комплекси, да сгазва да кажа, че аз там неща програма. Значи не съм, значи кой може да има таква визия, никой няма. Значи ти да предвидиш от тази година, дали някой ќе дойде и ќе посака во одредена локација да инвестира. Значи ова е новини за нас. Как ще беше новина за едният хотелски комплекс, така новина и за овој хотелски комплекс. За корона знаехме, че съм за него. Но нема сме официална инициатива. Но за овие дата не мислуваме дека ќе се појават инвеститори на кучката до Верница ќе сакат да организират, нито пак до Риди Карпатка ќе сакат да организират за содржини хотели, мотели, кампови, голф терени. Ние може да се numete за такво. Плажи, други спортски неща. Значи това се содржини, кои ще общината трябва да вложат пари, да дам инвеститори, да дам купци, а тук веќе и два или кои ще веќе
сакат да организират, да правят. Значи не го правим. Значи, тук е съвсем опътно. Значи общините доскоро общините организира люди плаци, па бахме купци да дойдат, ги молихме купците. Сега тук да ви дойдат и станете граница. Ще е опътно. Значи, не е опътно тук да Това е купец за държавна земя. Купец си нашо приютно, да. И затова собствеността не трябва много да се гледа. Както и да е, стане собственик правно или физическо лице, който ще става да инвестира. Това се върши промяна на собственото. Това е моя и да скопи човека. И да къде се това да гледате да се върши промяна на собственото? Промената на собственост всеки ще Има напред се гледа. Има, защото Ясно трябва да ви видите, че някой се интересира. толкова време се значи, защото някой откаже, значи вие имате и някой само да купи. И он може на почета да ти я каже идея, може не може да я каже идея. Защото ако ти я каже идея, ти вече ще го продавам за 5 евро, ти го продавам за 6-20. И сега, що се случва в момента? Ние гледаме трансфер тук, защото може да има печат да помине там от какво. И ние гледаме, ама не знаем дали ще се организира там. Сега дека не мисли инициатива, която го инициативат и да напишат за що сакам да правиш. И от сега, ако му кажеш, че видите промена в скопи? Че като строя. Да, защото строя. Това е, не би купуват. Така строя. Има, Александър, значи има Или гледа това да купени стоят. Има купени стоят. Има купени инвестират. ти чека момент. Не знам колко бе ясен. Да се случва последно време, не дойдат инвеститори ни дават. Значи не е като ще бесме до скоро организираме пътъчване по инвеститори. И сега, вече кога имаме, сега трябва да видим да да ви изкористаме вероятно. Не е тежко, да всички я зоби как е за... Има прашани колкото се организирахме, гледamo Да чуваме палеца, въобще не си се нам, това да се разотворят да инвестират. Ако не си инвестираш, няма работни места, ако няма работни места, се това няма. Това урбанизирахме в локации за фабрики, ги няма инвеститори. И 24, един от редките е колона, който инвестира в Гетман. Сериозен инвеститор Трябва да дойдат от Пакистан и видите. Сериозни инвеститори трябва, с реноме фирми ги има по Тук ще ни трябва да главата, ги знае от български. Дойдат някой трябва това да ви блокира. Това не е това. Не ги интересира тук. Тие ще облагат и това. Интересира, я хотел, ще помогава. Никой не ги интересира за инвестиция от 100-200 лъжи да спасим децата. Верница е иска хотелски комплекс, да знаем. Само е. Локацията е иска хотелски комплекс. Само що там е друг начин на градва. Тук е друг начин на градва. Но Верница работят... Всички затворени. Сборба е в Верница работят. Даже не инвестиция трябва да дойде. Другите три реклами, слушна дата, години. Преди избори само ще работуваме се лажат. Слушайте и това. Фирма трябва да дойде с реноме 100-200 лъжи, някой да ги донесат. Тежко се дойде. Тежко се Ние казахме да организираме колеги по машини, ни кажа защо ви се колеги по машини, не стопира. Да накарат почнат повече технологични зони в Бунелюджи, няма по-голям крак, който ще няма технологична зона. Нищо не е за джаз това направлено, трябва да... Сигурно не това студентите имат също да речаме. Имаме такава визия за организация и за туризъм. Имаме то не се водят, и се асфалтират и живот и
да кажем. Не. Това е економски Добро. аспект. Айде да прекинем разправата, сакаме да преминем на гласен. Сега сите три или Ще е някакво? точката. Точката е една. Да, ще е. Без вземане на Кой е точка. за? Аз по принцип ще остана задържан, 5 за. Вие сте за 20. Да. Значи 7 за и 1 въздържан. Точка се усвои. Благодаря, това не мисля да ви завърши. Продължаваме по дневен ред, точка подред брой 3. Предлог решение за даване съгласност за измене на годишен план за разработване до 2023 година на община ДНК. Да, сбор на правница. Добър ден на всички. Пред вас имате предлог на измена на годишен план за разработване в общинската администрация на община Беленкапия от 2023 година. Годишният план за 2023 година е предходно донесен. Министрът може да се менува в текот на годината, за koja се внесе односно до краят на текотната 2023 година, по съгласност с член 20б, став 11 от Закона за работните во јавен сектор. Во што се состои оваа измена на годишниот план? Бројот на вработените е исти, значи 2022 година, 2023 година не променет 21 работен во општинската администрација. Во табела 2 можни планирани движење на кадар за годината на текст на 2023 година. Планирано е едно унапредување од помоцоработник во соработник, согласно законските услови што ги исполнуваат работење, и извршено е едно прераспоредување во исто звање од советник за нормативно правни работи за статување во советник за управување и координирање со човечки ресурси во управлението за човечки ресурси. Тоа е табела 2. Во табела број 3 можни заменување и пензионирање. Оваа година ќе се реализираат 2 пензионирања, од кои едното е советник за материјално-финансиско сметководство и плаќање со 36.2023 година, а другото пензионирање ќе се остави. Јас на комисията направив промена 31.12.2023 година. Може и сите да извршите корекција. Това са 2 заменувања. А во однос на нови вработувања за текот на 2023 година, првото место е исто, советник за нормативно правни работи и застапување, тоа е веќе реализирано, и ново вработување, советник за просторно и урбанистичко планирање. Значи, донесувањето на оваа измена е услов за да може да се објави јавен оглас. Значи, овие вработувања се по пат на јавен оглас. Фактичката состојба на крајот, значи со крајот на 2023 година е повторно 21 работа. И ако имате прашање односно измената на план, Благодаря, дали колеги следници на разбор. Зор. Ja ne znam, ja prvo se sjetjam svako nešto, da je samo mi je na more, da nismo refreširali nešto na ne znam, 15 godina smo svetnik, ovako da je godišnji plan za davanje suglasno za izmjena godišnjeg plana za vrabotovanje, nisam nikad nekom sretno da sve. Evo, me uopšte nekom da izgledali, uopšte ne mi interesiraju. Zato što, gledajte kako politička matrica mi da načalno komponatno na opštinska administracija, nisam nikad celo ovaj edukanka za džubre, izvinite, ne je na meni prema vas. Zato što, kako se poštuvati zakon u poslednjem periodu. Rešenje su glasnosti tako nakon, tako da ovo izgleda samo da mi šale karte za mene i ovako nešto niti je podržao, niti je oglasan, niti je interesirano su ga razgledalo. A i prvo se složilo sve da napraviti na materijal. не знам скоро секоја година проверили претходен материјал и жени се вршат постојано. To. Да, некој вас
збор. И аз съм процентен. Така. Не вървам баланса да не вървам. Балансът не ми е ставено материал. В школата го имаш. В школата го има, не в школата отдел го има. Що се работи в школата, има. Имам, Баланс може да го симнам между два македонци. Да, да. Го имаме, да. Кай школата го има. Нека да го имам, нека да не. Кай много не беше баланса. Да, ще го има и на Това е собствено. Кай много не беше. Кай школата го има. Това знаете, Кай школата го има. че има балансер. Не, това не е баланс. Не е това. Не е това. Балансер е какво се дебелел, вече дайте го. Не много битко, само за цена. Гледам дека школата има, това се имаше. Не много битко. Према пописът последен и броят на работени и сам калкулатор го дава, мислам, как ще биде следният Нормите се. Да. Това е един систем програм, ще сам вижте също да. Добре, да не към това разбор. Не знам за опишането е ясно. Тук има само интерведена област. Не се применува и да е така. Това не се применува въобще в пракса. Как това? Не е ясно. Това е ясно. Това е новина измена да се запримени. Всяка година носиме неконтролирана машина. Дали словото не беше за запознат с ръководит на правителството ни въобще. Нема Реално не. работуване. Реално Следник аз не. не се работи за ново работуване. Между това като форма мора да се стави ново работуване. Се работи само за едно напредуване. Един от урбанистите е на много да изпоставило, а услов е яден област. Така да броят на разработени и вработените нищо по същина не се менува. Между това е услов да се донесе ова измена, за да може да ефектуираме някакви си области интернет или явно. В същина нищо не се менува. Истите вработени само знаете. Како? Средствата не се изчисляват. А още не е направен ребаланс. Може да се страшно. Всеки път има ребаланс. Ако има област за напредуване, сигурно финансите се менуват. Никой урбанист за 24 не иде на Мислам. Само не ми беше ясно, не се бара, не да се бара от 4 месеца. Ай, малко само дисциплина, един по един. Знаете, що от 4 месеци? Значи, ова место първото е вече реализирано. Още от март месец, така да се тласи има 10 месеци. А додека второто врадотуване се реализира, че поминат сигурно ще 2 месеца, бидейки че много съгласно до МИОА, мислам надлежното министерство. Това после го прачиме като област до агенцията, па само от област край 2 месеца, така да запласи 4 месеца. Да, реално колко би било това. За тековната 20-та сбора. Да, някой друг разбор. Никой. Не гласаме. Кой е за? 5 за. Против? Двоица против. Точката се усвои. Ви благодаря. Благодаря на вас. Преминуваме на точка по ден брой 4 по дневния ред. Първо решение за даване свободно подводчи план за върховни до 24 година на областни чакова града до Димир Капи. Дали Да разгледаш.
Премените на друга точка, ако има. Да, може да се обидиш. Нека се върнете. Не говорим за друга точка. Че няма човек, че няма човека, Трябва да има човек да още да присъства. Малко. Чекам още малко. Да предлагам, бидейки обозоряващ да е касне, да преминем по дневния ред, гледам ред през задълни натваряне на физически правни лица. Давам слово на председателя на комисията Наси и на Овели. На ден 26-25 съдържа комисия за финанси и разходи. Направлява за ние Преминаваме точка брой 5, нека почекам малко. Беше разгледано намаление от Търговския клуб по лоза и Демократия. Разхода на скалата. Добър ден. Това само намалението, Добро, Търговски клуб по Лозарски, комисия се бъде състава да се бъде 15 бюджета. Предлагам да гласуваме. Кой е за? Значи, консултирани се и имат спонсори. Значи, образлагачът на комисия каже дека барат само учеството годишно да се плата 15 дни. Котизация. Това котизация 15 дни там съм. И да се обезгледи общински автобус, колко валети пустуват на автобуси. Комисия затваря само да се плата. Комисия за финанси. Това ли е валети? Добро конкретно барење, тоа со Разговаряме само за котизацията на момента. Затвор 15 години. Кой е? Да, предлагам да гласуваме. Кой е за? Следно барање од Ана Мисина по цело Корешница. Комисијата предлага да се договори износ од 15.000 дела. Може Ефе да може нещо за да случи. Да, аз го барението, идвате се пропусна, Да, беше разгледано. дел от неговите и користи всеки месец на толкова. Мислям дека е дел, мислям дека Тя се обрана, ти сами ти кажа, колко е възможност опция. Това е максимум, що има. Позволяваме за тежки здравствени също. Предлагам да гласуваме кой е за. Гласно. Барање од Жаклина Јанова, абсолютно. Комисијата предлага да се договори износ од 6.000 дела. Да гласуваме? Едногласно. Барање од Лива Павловска Демократија. Комисијата предлага да се договори износ од 10.000 дела. Ги имате сите барања? Добро. Предлагам да гласуваме сега. Колко 10 дни? Едногласно. И барање од Сдружение Фудбалски клуб
клуб ККБ, Бистрица. Мисля, дека беше непосредно пред комисија за организирање на студентски да, комисията предлага да се подмени износ от 20 пара. 30. Сумата от 50 на 20. Да. 20. Некој избор? Не? Предлагам да гласаме, кој е за? Гласно. Кој е за? Това се изпрепели си се. Благодаря на председателите. Да разгледаме точката брой 5, пред точката брой 4, за да го бързаме. Сега се връщаме на точката брой 4, предлог решение за даване стойност на годишен план за работуване за 2024 година на основно общинско училище Винчани България и Демократия. Давам спор на администрацията от училището. Оли, Общинското основно училище Винчани Демократия изготви годишен план за работуване за 2024 година. Административно-техническите лица и помощно-технически персонал, кој број изнесува вкупно за оваа година са 16 и случи биде до крајот на годината 16, а за 2024 година се планира имаме планирани движење на кадри во следната година. Нема планирано испразнување на работни места преку објавување во трансфер листа во следната година. Планирани испразнување на работни места преку пензионирање и најавени заминување во следната година. Имаме две, од кои едното е на хаос мајсторот на дата 18.2.24 и економот 28.1.24 заминуваат во пензија. Значи, вкупно планирани пензионирање во следната година имаме две, од кои по националност македонци. Планирани нови вработувања во следната година имаме 7 планирани, од кои 4 се за училишната кантина, која е прва фаза завршена, сега се чека втора фаза, па меѓувремен проект што се чека од Министерството за образование. Рачунаме дека некаде може би ќе се сготови, па мораме да планираме да имаме 4 вработувања, кои готвач, помошник готвач, садомијач и хигиеничар. Значи доколку дозволят Министерство за образование и Министерство за финансии. Ние мораме да ги планираме и да ги вметнеме во систематизацијата на училиштето. Ще се 4 нови вработувања, благајник постои местото во систематизација, и тоа е исто ново финансирање од 2015 постои и секоја година го бараме, до сега немаме одобрено, а мораме повторно пак да го побараме, кој секоја година. Од број 6 на местото на хаос мајсторот имаме старо финансирање и од број 7 економ имаме исто старо финансирање или планирани нови вработувања во следната година ги планираме 7, доколку бидат одобрени во помошните постапки. Два се одобрени, тие што од пензија. Да, тоа е старо финансирање, значи тие За 5 бара. 5 ново финансирање, да. Од тие двајцата се прикажани во листата на пензионирани, така да ќе бидат секако вработување. Тие се вработување, за да може да ги вработиме, мора да постојат во овој годишен план. Тоа одобрите вие како Совет, тоа одобри Министерство за образование и Министерство за информатичко општество и администрација. Кога они ќе ги одобрат тие места, ние можеме наредната година, како се стварат условите, да ги пријавуваме во фондовите и во Агенција за вработување. Иначе без овој план не може. Наставниот кадар е друга работа. Значи тука се административни службеници и помошно-техничките лица, хигиеничари, чувари и така. Благодаря. Дали некој од службениците барат? Сега само што една. Сега по овој план
исто сме должни да изготвиме баланса за Министерството за информатичко общество и администрация, кои што они ги разпоредуват, кои ќе ги ставиме таму на интернет. 7 ги разпоредува 6 да бидат македонци и 1 да биде турци. Со работување. Това е балансът. Јас мислам дека во кратки црти ви го презентирах тој годишен план за работување. Ви благодарам. Да е некој од колегите два разбор. Зоран, Олег. Како е со општинската администрација, така и со општинското училище градове, значи не се сеќавам на овој годишен план за работување дека прошлата година сме го имале. Овој се наскоро. Да, беше. Да, беше. Сигурно. С оглед на тоа, дека и таа институција, оваа институција е потикнута од иста политичка матрица, сакам да ме интересира дека за мене овие не се релевантни податоци како такви, меѓутоа тоа е моја мисија, не да е ваше. Него ме интересираше што пазената кантина што требаше да почне од декември месеци 22 все уште не е изградена, нека да се планира. Дали во тој период дека имаше планирано готвачено за 23? За 23-та не беа тие планирани. А како се планираше дека ќе се пушти у работа од 1 јануар кантината? Од 1 јануар 23-та. Тоа што да таа не е уште беа експресивно се гради така. Тоа не е од 23-та ќе биде во функција пушти. Јас сум Што може не важно што се работи на проект да Министерството за образование сега не стави во тие капитални инвестиции и да втората фаза на картината да завршната да ја довршат. Да не биде 25. Па сега не знам во тие градежни работи ние бараме, значи бараме и Совет и Министерство како ќе одобрат и колку имаме сили тоа да направиме. Трошене карта. Но не се случава дека конкретно дата било точно Не конкретно на 29 беше да почне въобще да се става това. Експресът се гледаше на кръга и беше пустена в 6 на 23-та, но главно не ми го повече да не се събира. Но не изостава за всеки пазар града. Колегата Зоран много коментира, граѓаните слушаат и сите слушаат на социјалните мрежи и молам го имена со аргументи, да не биде паушално, да не биде одрака. Тоа поддржам. План годишен како може да не помине на Совет, мислам. Чуваме нешто, че помислам дека ние тука само седиме и друго ништо не работи. Значи да молам, без паушали, без одракавање, да биде со аргументи. Да ли некој сака нешто да допълни за точките? Доколку има кантината се одложи 24-та заради проекти, не знам што, работувањето нема да се реализира. Нема да се реализират, али ако не е овој план отворен, сигурно нема да се реализира и да биде отворен. Значи планот мора да биде отворен. Ако не се реализира 24-та овој план, до година пак ќе го доставиме план за 25. Може и измена на плана така сега. Сега. Значи после натаму редот како е? Треба да одобри Министерство за образование, треба да одобри Министерство за финансии за нови уработувања. Ова е само да влезе во систематизацијата и Да ги има систематизирано работните места. Това е. да. Да, не значи Ако дека не има систематизирано, не може да повърши от Министерството на финансите. Не, Образование, финансите сега се на добро, Да, значи са. сите посакуваме таа кантина да види што посакуваме. Го интереси и новци на надеждите. Ладно оде, 2 месеца не се чека ништо, не се чека. Бавно да треба. јас на тој план директората повеќе чувствува. Беше тоа што нас помно за Грозданов темпо точно и дека брзо ќе биде, ама изпадна не е брзо. Точно, чекате проекти, бавно одат. Јас така знам дека се чекат проекти и моментално сега се работи, мислам дека во Бистрица се работи одрачната. И сега проекти чекате, фирма да се избере, се чека много време. Да ли некој Втора фаза, па и трета фаза се чека точките и има прашање? Јас имам едно прашање. Местото благајник, како е замислено? Има ли
Па местото благајник се бара години уназад, значи со Каде е новите... От това место, мислам, реално потреба има ли за благајник школата? Што би работил тие човек? Па би работел, платата би одвоиле, благајната, архивата би одвоиле. Секој ги работи. Сега ги работам и аз сите, изигравам и економиста и правник. Добро, дали е презаситена твоята активност? Това е прашање. Значи, со новите систематизации од 2015, това место е систематизирано и стои во потреба и секогаш го бараме. Сме го барали, не сме го добиле до сега и секогаш тоа е ново финансиране и секогаш ние го бараме. Вие барате ново финансирање, само кога да има финансирање, без потреба реално да работно место. За кантината има потреба реална, за ова е само за вработување. Нема реална потреба од тие човек. Па не знам, сега моментално еден ги врши сите работи, што треба, што не треба. И затоа Не можеле да се разбоат. Значи, од принцип мој како размислувам, јас збор давам за точката, тие работи не се ги плачи приватниот сектор. Јас, например, јас сум приватен сектор, а да го тргнеме тоа настрана. Мислам дека такви работи се вработување на луѓе што ништо не работат или фантомски вработени, кажу ги имaju агенциите на државата, се дел од причината зашто луѓе се расчарали од системот и зашто бегаат од оваа држава. Не рекам дека се тоа бегаат, ама се дел од тие работи. И сега се бара место благајник за нешто што нема потреба. Језда општината не е на терет, јездам некоја фамилија че ја далеко од тоа работување, и тоа е така, ама етички јас сум против. Такво работување. Дали имате зборови работување. Тоа е вработување за да има вработување, без никаква потреба. Според мен, може да беше толкова, може че да обяснеше нещо, пуснем само. Ама јас мислам дека ти, како да го навредуваш, тука присутни активност. Тоа што он кажа дека он ги врши сите тие работи. Дали е преситен од работа? Не кажа дека е преситен. Дали ги набинува... Како Па може за тоа е тоа да врши место. Тоа е план да го презентира. Ако сакате објаснување за тие работи, деновиве пред години сум работел и книговодство, никош не сум рекол ништо. И книговодството го работел. Па дојде ред, еве се ги работе книговодител. Ги работеле на школите и доста школи си имат и благајник и секретар. Према бројот на деца, Не е прва школа, не е прва школа што ќе го води секој да било. ама испрема бројот на деца, значи следуваат сите тие Не знам вработувања. дали ова школа има потреба од благајник. Према бројот на деца, значи има Деца се намалува секој Не, чекай, Ќе боде се знаат со тоа. вашето мислење е има потреба. Деца е помалку и помалку. Таму се знаат они. Сега вие Систематизацијата, не вие. шум бива систематизацијата, Чим побара не е Си много постои треба како да место. дайте мислење. и нека се вработат зашто не се вработат. Нека дојдат и у природен сектор, нека дојдат и тук. Значи сега, секој кај што си има и епитети, и амбиции, нека се стави. Не значи дека ние совет ќе кажуваме кој каде треба да се вработи и што треба да работи од каде до каде. Това е мое мислене, да сега го кажа моето мислене. Вие вашето мислене си го кажете. Ели ние го кажуваме, слушаат сите дека. Не значи дека се вработили 300 души, И само тук е барањето затоа што сум јал преотеретен. Барањето е со година уназад. И ја и сум бил и не сум викнал никош ништо. И пред 20 години. И книговодство сум работел. Дали има реално... Си морал да работиш. Кој ќе се жалиш? Нема, ќе тераш да работиш. Там реално потреба много. Деца. Благајникот, дали е реално потребата? Тоа е најглавното прашање. Дали вие имате сознание за... Значи, сепак е годишен план за вработување, не значи дека ќе се оствари или ќе се одобри тоа вработување. Нема зашто да не биде тоа вработување во метната годишен план. Тоа е моје мислење. Реално е дека не треба да одлагаме на собе вакво барање. И ако не помене
Защо не го става? Така изгледа дека малко е и тук сме се съгласувам с ЕФМ, така што и да кажем, ние да кажете това, че се върша работа. Дали някой друг план се върша? Първо гласуваме, кой е за? 4 за, против? 4 против. Точката не се усвоява. Благодаря, ние преминуваме по дневния ред. Точката дневния брой 6. Подгарам. Точката дневния брой 6. Завършихме с точката 6. Не. Точка 5. Завършим. Непосредно пред седмицата на Совет се одържа седмица на комисия за верификация и нови прашanja, където по службена должност отземене мандатът на член на Совет на общата делегация на съветник Панче Лазаров, поради направено отсъство на 3 седмици, 3 партия на много. Ова одлука ќе влезе в сила со одделното гласувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина ДВК. Тука треба само да се констатира и извештајќи се достави до општинската изборна комисија, која што ќе после консултација со членовите од советничките листи ќе предложи нов член за Советот на општина ДВК. Така да тука се треба да гласам, не знам правната служба како. Вака, јас само сакам правните основи, не знам дали ги кажа. Во согласност со Законот за локална самоуправа, член 46, став 3 и 4 гласат на членот на Советот може да му биде одземен мандатот ако неоправдано отсуствува од 3 седмици на Советот полет. За оправданоста на отсуството одлучува Советот со мнозинство гласови од купниот број на Советот. Исто и во деловникот на Советот за работа, во член 31 стои на членот на Советот ќе му биде одземен мандатот доколку повеќе од предпатено подруго неоправдано отсуствува од седмиците на Советот. Што значи комисијата за верификација? Да. Врз основа на верификационната комисија, која што нели се состана, утврдено е дека е исполнет услов за да може да му биде одземен мандатот и предлага донесување на Советот на одлуката, за која што треба да гласат сите советници. Во понатамошна постапка, председателот на Советот го известува ОИК, ОИК го известува наредниот од листата, кој што во одреден временски период треба да каже дали го прифаќа мандатот, до остаток на мандатот или на Советот. И за наредната седмица на Советот може да се констатира дека се верификува мандатот на следниот во постапка, препишена со закон. Значи, вие гласате сега само за одземање на мандатот. Дали некој бара збор? Никој не бара збор, да гласаме одлука за одземање на мандат, кој е за? Ако деловник, што не може да гласа? Одлука. За, против, воздржани, еден воздржан. Значи, одлуката се усвоила.